ќе го напуштиме нашето студио, бидејќи многу повеќе информации за меморијалниот турнир во мал фудбал Сокол ќе ни пренесе нашата драга колешка Оливера. Оли, добро утро за тебе, среќна среда, дали се слушаме? Добро утро, Суза. Ние сме на терен, поточно на она место каде што за 5 дена започнува големиот меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол. Оваа година спектакуларно отворање, уште по-спектакуларна завршница најавуваат организаторите, 40 екипи, богат награден фонд за првите 4 места, но и многу детали кои што ќе го направат незаборавен овој турнир. Токму затоа денес со мене, покрај мене, стои дел од организацијата, поточно Ристе Влахов, човекот кој што ќе ни открие се што ќе се случува од 1 септември токму за овој меморијален настан. Добро утро, Ристе, и драго ми е што ќе откриеме многу детали за турнирот Сокол, кој што 22 години веќе се случува на теренот во општината Карпош. Добро утро од мене. Еве, ние се наоѓаме токму на местото кое што од 1 септември ќе биде во центарот на вниманието на сите оние кои што го сакаат малиот фудбал и кои што уживаат во малиот фудбал. Оваа година по 22 пат ќе биде одржан меморијалниот турнир Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ турнир 2026 како што се нарекува. Инаку сето ова се прави со една единствена цел да продолжи традицијата, да му се оддава почит на Оливер Соколов Сокол, кој што почина во 1994 година, значи пред точно 32 години, почина во сообраќање на несреќа и веќе 22 година се организира овој меморијален турнир кој што ги собира најдобрите играчи во мал фудбал од целата земја на едно место и го создава она возбудување кое што едноставно може само да го донесе фудбалот, односно малиот фудбал, и на едно место се соберат 40 екипи кои што ќе се надпреваруваат и ова година за наградата, односно за трофеот на овој турнир, кој што, како што реков, од година во година е се поголем и се поуспешен, со оглед на тоа дека се бара место повеќе, односно се бара или интересот е навистина голем за да се учествува на овој турнир. Веќе пријавувањето е завршено, со оглед на тоа дека вчера објавивте на вашата веб страна и на социјалните медиуми дека е завршено. Сега се чека само отпочнувањето 1 септември, кога ќе биде и она отворање. Меѓутоа, интересно е што отварањето е со женски надпревар. Да, тоа ќе го споменеме, ќе го кажам, инаку рокот за пријавување беше до 28, но бидејќи веќе е исполнет бројот, веднаш да кажеме дека, реков, интересот е огромен и организаторот на овој турнир не сака да се зголемува бројот на учесници, ограничен е бројот на учесници на 40 екипи, веќе е исполнет бројот на учесници, така да сега го чекаме само денот 1 септември, кога впрочем ќе биде и свеченото отварање на турнирот. Оваа година се одлучивме да направиме еден новитет. За разлика од претходните години, оваа година турнирот ќе го започнеме со женски надпревар, односно надпревар на 2 женски екипи. Тоа се женските фудбалски екипи или женскиот фудбалски клуб Вардар и Скопје. Тоа е надпревар кој што ќе се случи на 1 септември, со кој што и официјално ќе се отвори турнирот и ќе се најави она што ќе се случува во наредните 26 дена. Значи од 1 септември до 26 септември ќе се играат надпреварите. Традиционално секоја вечер се играат надпреварите. И веднаш да кажам дека од 40 екипи кои што ќе бидат на 30 ќе биде излекувањето, така да ќе имаат можност сите оние кои што се учесници во живо овде да бидат присутни на излекувањето на групите. Ќе бидат формирани 8 групи по 5 екипи, значи 40 екипи ќе играат секој со себе во секој против својот противник од групата. А потоа ќе почнат и елиминацијските надпревари кои што ќе бидат на програмата, со тоа што ќе се играат 16 финални, 8 финални и така да на крајот и да дојдеме до полуфиналите и финалните надпревари таму некаде на крајот на месец септември. Со оглед на тоа дека овој е настан кој што веќе 21 година, овој пат по 22 пат ќе се случи и прераснува во сериозна спортска приказна, вие не заборавате да помислите и на најмладите, односно младите таленти кои што ќе дадат особен придонес тука во надпреварувањето. Имате награди и за нив?
Така, секоја година се прават одредени новитети, секоја година се гледа да се направи нешто ново, но во текот на изминативе години и традиција е веќе да секоја година се доделуваат и награди за најмладите, односно за најдобар млад играч, кој што е една од индивидуалните награди, се доделува награди и за најдобар голман и за најдобар стрелец, се доделуваат и награди оно што е најважното, нели, во однос на наградите. Не велам дека наградите се најважни на секој турнир, па и на Оливер Соколов Сокол, туку самото учество, самиот настан, потсетувањето и почитот кон Оливер Соколов Сокол е најважното нешто, а инаку наградниот фонд и оваа година ќе биде над 1.300.000 денари, значи најдобрата екипа ќе добие, или првопласираната екипа ќе добие 500.000 денари, второпласираната 250.000 денари, третопласираната 120 и четвртопласираната екипа добива 60.000 денари. Ќе се доделуваат, реков, награди за најдобар млад играч, за најдобар играч и за најдобар стрелец, со тоа што и оваа година се продолжува со оној новитет кој што го направивме пред една година, тоа е изборот за најдобар играч на секој надпревар во елиминационата фаза. Значи MVP на надпреварот или најкористен најдобар играч, кој што не само што ќе се доделува награда за оној кој што ќе биде најдобар на теренот, туку треба да го заслужи тој со фер плей и со односот кон играта и со сето тоа, за да биде прогласен, за да биде најдобар играч на одреден надпревар. Мислам дека Карпош има најдобри фудбалери и ова ќе го покаже по 22 пат, но силна е тука поддршката и од општината и така. Општина Карпош секоја година, па и оваа година застанува зад организацијата, односно како помош за организацијата на овој турнир. Тука и Фудбалската федерација на Македонија има и голем број на спонзори кои што го помагаат турнирот, без кои што не може да се организира овој турнир. Исто така сакав да напоменам дека многу важно е тоа што секоја година сакаме да им овозможиме не само на оние кои што ќе бидат присутни на теренот, да го гледаат надпреварот, туку со современата дигитализација овозможуваме да секоја година се повеќе и повеќе гледачи да ги следат надпреварите преку социјалните мрежи, преку YouTube каналот на турнирот и едноставно да преку самото финале, нели, се пренесува преку малите екрани, така да во живо се следи, за сите оние кои што не можат да дојдат да го гледаат надпреварот, затоа што сепак, нели, претесно е и самото игралиште е претесно за да може да ги собере сите кои што сакаат, затоа и сите останати и оние кои што не се од Скопје да можат да го следат турнирот преку преносите кои што одат во живо на YouTube каналот на самиот турнир. Останува само да ги пречекаме и да поминат овие 5 дена кои што се пред нас и 1 септември да стартува овој голем спортски настан. Ристе, многу ти благодарам за овие исцрпни информации и се гледаме тука на терен. Сите останати што не можат да дојдат да го гледаат овој спектакл ги каниме на телевизиските екрани и на социјалните медиуми на Сокол. Ти благодарам. Благодарам и ги покана за сите да дојдат на 1 септември на отварањето. Благодарам. Ете, од меморија до традиција, од традиција до вистински спектакл. 1 септември, игралиштето тука во Карпош, во општината Карпош, овој меморијален турнир Оливер Соколов Сокол чека на вас и на вашата енергија. Благодарам многу, Оли, те поздравувам тебе и го поздравувам Ристе, се разбира, мој пријател, долгогодишен соработник, честитки за уште еден меморијален турнир во чест на Сокол.